Значи, целта на анализата е да покажеме трендот на гласачите албанци за периодот 2002-2011 и како заклучоци од целата таа анализа можат да се извлечат 4 заклучоци. Првиот заклучок е дека анализата покажува намалување на гласачите кои гласаат за албанските политички партии на централно и локално ниво, и покрај можното зголемување на населението или на граѓаните кои имаат право на глас, сепак намалувањето на гласачите треба да се анализира сериозно според оваа анализа, и тоа е знак на изгубена доверба према партиите. Второ, владеачката партија ДУИ ја има најголемата загуба во гласачкото тело кај албанците, скоро до 30%, ако ги споредиме бројките 2002 што ги добила како политичка партија и бројките што ги добила 2011 на последните избори. За разлика, да речеме, од ДПА, која има еден перманентен тренд на гласачи, и тоа е максимумот на ДПА според оваа анализа која може да се добие. Значи, тие многу малку изгубиле, меѓутоа тоа што се одлеало од ДУИ не успеале да го присвојат во своето конто, додека другите помали партии сите заедно исто имаат тренд на растење, меѓутоа заради фрагментираноста нивна, заради изборниот модел каков што е, нивните тие гласови воопшто не можат да се ефектуират ниту во мандати, ниту во пратенички, советнички, ниту пак градоначалнички. И третиот заклучок е дека легитимитетот на албанските партии може дополнително да се загрози доколку овој тренд продолжи. И она што е исто битно поврзано, да речеме, за предстојните локални избори на 24 март закажани, доколку се случи дека македонската опозиција ги бойкотира овие избори, заедно во комбинација со трендот кај албанските гласачи, многу лесно може да се случи да тие избори доживеат целосен дебакл, односно дека цензусот за излезноста е стварно на тенок лед.